Почитувани, за да сам и Бранко Црвенковски се работе викенд во Крива Паланка на средба со граѓаните. Господине Црвенковски, дали ги посетите сите оние граѓани кои останаа без работа за време на вашето владење? Бентомак, Карпош, Пелагонија, Килимара, Малина, Тораница. Долга е листата на затворени фабрики. Долга е листата на луѓето околу 5000 кои после повеќе децениско работење останаа без основни средства за екзистенција. Ниту можност да се вработат каде било. Од дневната прошетка во Крива Паланка, дали најдовте време да ги посетите токму овие луѓе? Сите стечајци, технолошки вишоци, луѓе кои изгубија работата како резултат на вашето владење. Погубно владење. Во Крива Паланка имавте шанса да се докажувате долг период, шанса дадена од народот. Што направите вие во тој период? Наместо да затварате работни места, започнавте пруга, не ја завршите. И денес како сведоштво за тоа ваше празноветување стојат столбови како дел од незавршената конструкција кои што народот шегобино го нарекуваат Бранкови споменици. Други проекти ниту започнете, ниту завршивте. Во Крива Паланка почна да се инвестира, да се гради, реконструира, да се инициират или реализираат проектите за доброто на сите граѓани. Откако ВМРО ДПМН е на власт, се реновират училишта, се уредува зелени површини, се отвараат спортски сали и игралишта, се инициираат повеќе проекти на областа на културата, здравството, туризмот, се отвараат нови работни места. Беше рестартиран рудникот Тораница, се отвори и нови фабрики преку програмата за самовработување својата екзистенција подобруваат преку 80 лица годишно. Редовно се даваат субвенции за земјоделците и сточарите. Благодарение на сето тоа, Крива Паланка почна да наликува на пристојно место за живење за разлика од цивилото кое што сите го памтиме под различни имиња како на пример транзиција, приватизација, по еден вработено секое семејство, ВМРО ДПМН започнува проекти господине Бранко Црвенковски. И за разлика од вас, ВМРО ДПМН и ќе ги заврши. Зашто ќе зборувате денес, господине Црвенковски? Што ќе ни ветите сега? Дали овој пат ќе вработувате по двајца од секое семејство или можеби по тројца? Или пак можеби ќе ни известите за вашиот нов коалицијски партнер, а некогаш луд противник во секој поглед и на политички и на идеолошки план, господинот Љупчо Георгиевски. Врз основа на што се темели ова ваша соработка? Дали можеби ја смените вашата идеологија и го заборавите времето кога на членството на ВМРО ДПМН му лепете секакви етикети или пак можеби ова е крајниот доказ дека вашата непринципијалност и желба за власт нема крај. Благодарам.